погоди, остануваме во игра. Бакич. Еве го за тројка. Не погодува Борис Бакич. Имаше чиста позиција, веројатно затоа тргна на шут, иако беше избрзан. Во секој случај мислам дека требаше да се оди на подолг напад. Немаше потреба да се избрза. Несомнено дека остана сам, меѓутоа требаше да се сочека. Не беше испочитувано тоа од тајмаутот што го сугерираше Пипан. А два напада имаше МЗТ. Лична грешка направи Дејвис, две слободни фрлања за Врагович кој е сигурен, иако го промаши претходниот шут за тројка. Шеснаесети поен плюс 3. Значи или е потребна тројка или брза реализација за 2 поена, па прекршок. Чековски за тројка! Ѓорги Чековски! Маестрална партија. Секоја чест. Превзема одговорноста, одлика на голем играч со големо срце, секоја чест. Не сакам да речем дека ова е рулет игра, меѓутоа и е чувство индивидуално му оди, за разлика од тоа на другите кошаркари не толку во овој период, и го презеде товарот и барем за сега ја вади тешката ситуација Ѓорги Чековски. Нерешен резултатот, 69-69. Radili faul, znači Marko, ti i Karlo, držite loptu, vas dvojica radili faul da imate penale. Ako ne prave faul, do kraja hoću šut na 3 sekunde, ne ranije. Znači 3-4 sekunde i nema faula u napad. Nakon šuta nema faula u napad. Znači hoću šut skoro sa zvukom sirene. Igrate pik, ako preuzmu raširi. Stop! Тешка е тренерската работа понекогаш, ама овој пат не. Се е логично што каже тренерот Велич, да се држи топката ако нема прекршок од МЗТ до крај и шут на крајот на надпреварот, значи без можност нашиот тим да тргне во напад и секако без потреба од офанзивен скок за да не биде направен фаул, па да има две слободни фрлања за македонскиот представник. Точно стави акцент доколку има превземање, низок висок повторно мисмеч, да се расшири, да се има доволно спейсинг за да може да се изигра 1-1. Ќе видиме одлуката на Пипан. Која е? 26 секунди до крајот на надпреварот. И ќе го троши времето сега Шутало. И се браниме до крај. Еве таа игра 2 на 2, Шутало, шут и погодува од висок пост, 6 секунди до крајот, плюс 2 за Широки. Марко Шутало беше премирен во ова второ полувреме, ова е прв негов кош во вториот дел, вкупно 10 на мечот. И сега тајм-аут за Алеш Пипан. Го направија тоа што го бараше Велич, неговите кошаркари, остана Шутало, плеот против наш висок играч и го искористи тоа, иако шутираше на 7 секунди до крајот. Да, добро. Осет играта беше повлечен доста. Чековски се крена логично. Има голема предност во однос на брзината, бекот во однос на нашата четврка е искористи тоа да се заустави. Растојанието беше поголемо и пати шут. За нивна среќа погоди, за наша несреќа, но сепак имаме 6 секунди. Да видиме дали ќе се бранат шикарите на Сиров. Доцнајали ќе поставиме дали ќе имаме 2 или 3 да забиме. Ова е Јадранска лига, во неа лесни победи нема. Без оглед што е во лоша низа, Широки е пред победа против МЗТ, но има уште 6 секунди. Гечевски, еве позиција за тројка! Браво, одлично! Товар Гечевски, 3 секунди до крајот, МЗТ води еден разлика и сега не треба да има прекршок, веќе изминува времето, победа за МЗТ Скопје! Браво, честито, секоја чест, момци, честито, одлично. И на тајм-аутот се договорија, го слушнавме Пипан да се оди на тројка.
Феноменално Тоше, огромен играч, финта шилд, изреагира одбранбениот играч, излезе од игра, се врати за линијата 6.75, погоди, браво, браво, феноменално, секоја чест. Ево го тој момент, тргна Шакич да блокира, ја спушти топката нашиот центар и потоа погоди тројка за триумф број 9 на МЗТ Скопје во јадранската кошаркарска конкуренција. Еден инфаркт, надпревар, но на крајот ние сме со кренати раце. Прекрасна прва четвртина, имаше падови на овој меч, меѓутоа сепак на крајот оценката мора да биде позитивна кога победа е остварена за крајот на оваа прекрасна година за МЗТ Скопје.